Наместо ефикасни реформи, повисоки плати. Јавната администрација и натаму вдомува луѓе кои не одат на работа, а владата се уште нема решение за овој проблем. Злоупотреба се прави дури од членови на владиниот кабинет на премиерот. Министерот Манчевски пак оптимист. За еден месец немало да има такви луѓе, а зголемувањето на платите било мотивација за администрацијата и политиката на владата. Тој проблем го решаваме, значи навистина за еден месец повеќе ќе нема такви луѓе. Сега реформите и како ја сега да го зборам, никогаш нема завршат. Ама апсолутно никогаш не завршат. Реформа на администрација ќе трае и ќе трае. Ќе имаме дигитализација на процеси, никогаш не заврши. Секогаш ќе има нешто ново. Меѓутоа пред се луѓето треба да ги мотивираме, исто така. Ние сме и левичарска влада, изголемувањето на платите во целиот сектор е исто така наша политика. Од ОПСЕ предупредуваат дека Македонија мора комплетно да се посвети на реформскиот процес кој е долг и тежок, ако сака влез во Унијата. Според нив, јавната администрација има премногу луѓе кои не се на вистинското место. Изгледа дека државната администрација има истовремена и премногу и премалку луѓе. Премногу воопшто, но премалку на вистинското место, со вистинска посветеност, знаење и вештини. Во итните реформски приоритети кои ги бара Европската Унија од јавната администрација спаѓаат транспарентност и деполитизација на институциите, професионализација на раководните структури, ефикасност како и да се планираат и ревидираат јавните финансии на соодветен начин. Македонија засега реформите ги има на лист хартија. Јавната администрација денеска само ги собра клучните луѓе кои требале допрва да спроведуваат реформи. Резултатите пак треба да се испорачаат за многу краток временски период, во првата половина на 2019 година кога ќе биде објавени извештајот на Европската комисија.